Ова... Многу се извинувам, господине Керим. Ова јас навистина не знаев дека и вие сте тука. Мислев дека куќата е празна, а јас до сега не сум легла во базенот. Извинете. Не е важно, Несрин. Кога и да посакаш можеш да влезеш во базенот. Не, сигурно друг пат нема да се случи и така на господја Селда нема да й се допадне. Чичко Хасан, добре дете. Благодарам, Синан. Се зачудив кога те видов. Реков малку насамо да зборувам со татко ти. Тато, може ли да зборуваме? Ако не е итно подоцна да зборуваме, сине. Оред. Што е? Како да сте лути со Синан? Како растат годините и проблемите исто така растат, Хасан. Направил нешто што те загрижило? Остави тамо. Како и да е, ајде повели. Господјо Мерием, каде е Несрин? Не знам. Ако е малку паметна, треба да искара киркај. Зошто? Требаше сега да ја видиш покрај базенот, облекла мало бикини и легнала да се сонча таму. Ајде кажи, каква храброст е ова? Зарем не е непријатно и од господја Селда? Леле, дада Мерием, на господинот Керим му рече, не знаев дека сте дома, многу се извинувам. Господинот Керем ја видели со бикини. Се разбира дека ја виде. Ајде, јас веќе да си одам, господја Хандан ќе се врати. Емине, немој на господјата Хандан или на никој да кажуваш дека си ја видела Несрин во бикини. Особено немој дека така ја видел господинот Керим. Не душа ни се грижи, нема да кажам. Ај, сирота Ипек попусто остана без работа. Гледа што се случува дома. Мајка и керка се што прават и повторно испливуваат како масло на површината. Во право си. Ама не. Јас веќе не можам да се расправам со овие. Добро, јас ке си одам, да Мерием, ајде со здравје. Со здравје, Емин. Ти благодарам за се. Што ли се обидува да направи оваа Несрин? Не. Никога не можам да прашам ништо во врска со Ипек. Јас ке си ја прашам да даеше. Мамо, што зборуваш глупости? Сакав да влезам во базенот кога немаше никој дома, ајте толку. И ти нели ми велеше оди, влези Керко, нели така викаше, сега што се случува? Јас не сум глупава, Несрин. Порано не верував, но сега гледам дека нешто ти сакаш да направиш. Жив ти, Господ, те молам, кажи ми што е тоа што сум сакала да направам. Немој да се подбиваш со мене, да не те удрам поопако по устата. Невоспитана една, на таков човек му се обраќаш само со Керим. Сите чекаат да си одим од куќава, а ти за ина сакаш тука да останеш. И тоа не ти е доста, секој ден си во фирмата. Ти што сакаш да ми кажеш со сето ова? Целата твоја мака да го заведеш господинот Керим, нели? Зейнеп ме бара. Остави го телефонот. Ти рекол да го оставиш. Молам, Зейнеп. Во болница ли ја однеле? Како е состојбата? Добро ли е? Тетка Мерием, каде е Несрин? Веројатно во незината соба. Што се случи? Денес отидов во куќата на Ипек и расправ дека попекнало од дома без да погледне зад себе. Зошто? Има ли нешто друго што не знаеме?
На овие мајкава и ќерка многу им е долг јазикот. Татко ми на овие непотребно многу право им даде. Се мешаат каде што не им е местото. Ова, господјон Беран, Што се случило со Беран? доживела несреќа. Добро, веднаш доаѓам, ајде. Што е работата? Берен, доживеала несреќа. Сообраќајка или? По пат ќе ти раскажам, Хасан. Зошто не ме пуштаат во соба? Бато Али, смири се. Али? Како е Берен? И јас се уште не знам, чичко. Како тоа се уште не знам, не те разбирам. Велат дека таа е во добра состојба, ама не пуштаат внатре. Ги немаат завршено сите испитувања. А ти како разбра, ќерко? Бев со Бато Али, кога му јавија на телефон. Како се случила несреќата, Али? На градилиштето паднала во дупка. Очигледно доста длабока била таа дупка. Како тоа паднала во дупка, не разбирам. Тоа не е зграда на која темелите се допрва направени. Вие сте роднини на господица Берен? Јас сум и татко. Како е ќерка ми? Господица Берен навистина имала среќа. На рацете и на нозете има некакви рани, на едната рака има и дури повреда. Освен тоа, општата состојба и е многу добра и здрава. Фала му на Бога. Можем ли да ја видам ќерка ми, доктора? Се разбира, дојдете со мене. Не знам како дојдовме до тука. Девојчето ќе загинело. Како може вработените да не се одговорни до толку? Многу сум зачуден, Ари. На почетокот на секој проект се состануваме, особено со главните мајстори. Поединечно на сите им се укажува како да се заштитат од несреќи, од опасност по живот и така натаму. За таква работа не се штедат пари? Ти толку многу се трудиш и се мачиш да не се случи некоја несреќа, а луѓето ни една глупава дупка не се потрудиле да ја затворат. Али? Али, каде е Беран? Берен е добро, господјо. Како се случило ова? Каква работа имала? Смирете се, господјо Селда. Ја видели? Јас се уште не ја видов, ама Од каде знаеш Али ако не си ја видел? Добро, мамички, смири се. Али, докторот ли ти кажа што и се случила? да, зглобот ја повреден и изгледа на неколку места имала гребаници. Не се смирувам додека не ја видам. Тука напред во таа соба и Чичко Керим е покрај неа. Ти што бараш тука? Јас отидов да ја видам Ипек. Кога ми јавија беше до мене. Синан, дали можеш да и се јавиш на тетка Меријам? Не сум во состојба да зборувам јас. Премногу не исплашиве, ќерко. Не прашувај, тато, јас многу се исплашив. Беран, се исплашив душо дека нешто ти се случило. Се гледа дека овој збор денес премногу пати ќе го чуеш, мила Берен. Што бараше таму, кажи ми? Тоа ми е работата, мамо. Како се случи? Мислам, несреќата. Врз една незатворена дупка имаше штици и јас згазнав без да забележам. Ај, не ми е јасно како не внимаваат на такви работи. Те презамолувам, Селда. Оставија девојката на мир, не се овие работи за кои што треба сега да ги зборуваме, не е моментот, нели? Многу се исплашив дека е мртва и дека не сакаат да ни кажат. Берен ми е се. Најблиска личност во светот ми е. Повеќе дури од мајка ми. Нели ништо не се случи?
Идиоти, како да кријат некоја државна тајна. Зошто ме барала оваа жена толку? Морам да дознам со кој се виде Селда. Емине, си ме барала? Во болница ли? Во која болница? Во ред. Господја Султан малку се смири од како зборуваше со господинот Керим. Дали вечерва ќе излезе? Не знам. Добро е што лесно поминало да Миријам. Фала Богу. Ке умрев додека да добијам добра вест. Јас многу се исплашив кога те видов тебе така погодена. Тие ми се како мои деца, Емине. И ноктите да им се скршат ме боли душата најмалку колку и на господинот Кериме, господја Селда. Знам, ти верувам, ама имала среќа да до Господ ја чувал на вистина. И ти денес се замори одејки натаму наваму. Веројатно Хандан од болница ќе дојде овде. Немаше смисла да чекам дома да Миријам. Сакав да те прашам, ти си со децата од кога се родени овде, така ли? Јас всушност бев во Антеп, во куќата на мајката на господјата Султан. Последните 10 години сум тука. Да, но пред тоа често доаѓаш овде. Од време на време доаѓав и одржував куќата која е наследство на господјата Султан од таткој. Добро, ама не разбирам, господја Султан ве смести во Антеп, зошто тебе ти испрати овде? Не беше правилно да бидеш со неа? Не знам зошто. Ми рече остани тука и јас останав. Господја Хантан вели дека ти шпионираш. Шпионирање ли? Какво шпионирање? Ете си кажала на господја Султан за се што се случува овде. Таа рече затоа Султан ја испрати Миријам овде. Боже, што толку се случува во куќава па да ја кажувам на господјата Султан? Те молам да Миријам ништо немој да кажеш, навистина ќе ми истера господјат. Леле само да знаеш таа каква е. Аман, Керко, зарем немам по паметна работа, туку да се занимавам со оговарање. Нели господја Хандан е чудна жена? Воопшто не личи на господја Селда. Па и сестри да се, секој си има различен карактер. Да ја кажам на Миријам за мојот сомнаш? Мене всушност ме интересира во каква средина живее Ипек. Знаеш, се уште се чудам колку Ипек личи на сестрата на господинот Керим, нема да се зачудам ако таа има некаква врска со ова семејство. Врска? Каква врска? Остави. Зборувам глупости, ама кога забележав колку е слична со сестрата на господинот Керим, се реков да нема нешто. Јас многу е засакав Ипек и не сакам ништо лошо да й се случи. Јас би требало да одам кај нив дома. Можаеше нешто ќе ми каже. Господје Султан, ако има нешто што сакате... Благодарам. Знам дека не ме сакате, ме не би сакале што побрзо да си одам од тука, ама... Види, Керко, јас немам работа со вработените. Воопшто не е важно дали те сакам или не. Се додека честно секој си работи, не можам да речам овој да си оди, а оној да остане. Јас имав многу работи што требаше да ги завршам надвор. Затоа толку често излегував. Ти мене погрешно ме разбра. Кога реков честно, не мислев на работното време. Мислев човекот да биде чесен.
Ако не верувам во нечија искреност, не сакам да биде под ист кров со моите внуци. Видете, јас не знам какви лаги ви кажале за мене, ама јас само сакам да живеам таму каде што сум безбедна. Ти со овие твои лаги само Керим можеш да го убедиш. Не верувам дека си побегнала од полубратот и дека си се сокрила тука. Покојниот Хикмет 5 години работеше со нас, нели ке знаевме дека имаше некој проблематичен син. Добро. Разбрав дека што и да кажам, ќе биде напразно. Сте донеле одлука без да ме запознаете. Керко, јас ја знам твојата намера, попусто се трудиш. Додека сум жива, нема да дозволам да живееш тука. Биди паметна, земи си ја мајка ти и одете си од оваа куќа. Мисли дека ќе ме убеди и тука мирно ќе си живее. Колку убаво. Јас мислам дека нема потреба сите да чекате овде. Да, јас ќе чекам овде. Не може, мамо, јас ќе останам со дада ми. Најдобро е јас да останам. Ама не може такво нешто, до утре ќе мислам на вас. Остави. Мамичке, го слушна докторот, дада ми е многу добра. Само за секоја случајност треба да се остане тука вечерва. Дури и дома можеме да одиме, нема потреба да се грижиш. Мислам дека Туба има право. Најдобро е таа да остане овде. Ајде, Салда, да си одиме ние двајца. Добро, во ред, ама и за најмала промена известувај ме. И немој да си одиш од овде, добро? И внимавај. Мамичка, каде би одела жити Господ? Чудна си, Селда, каде би одела девојката? Ајде, Селда, ајде. Ако нешто се случи, јави се веднаш, ќерко, во ред? Во ред, татенце. Сигурна ли си дека не сакаш да останам? Сигурна сум. Вие одете, ако повеќе од еден останеме тука, баба ми ќе се грижи. Во гушвава заборавив да те прашам, Ипек дома ли отиде? Ако те интересира дали отишла кај вас, не верувам, синен. Ти зошто отиде кај нив? Татко ти посака да одам. Татко ми? Да, за да ја убедам да се врати кај вас на работа, ама кога дојде веста за Берен, не можевме да зборуваме. А колку што разбрав, Ипек не сака да се врати таму. Дали доаѓаш и ти, бато? Не, добро ќе биде ако остана малку со Туба. Тогаш наутро ќе дојдеме. Нема потреба, ние ќе дојдеме. За ова утре ќе зборуваме. Помислив дека воопшто нема да си одат. Да им кажам да стават и кревет за тебе. Не, нема проблем, ќе средам јас. Ќе одам до кафетеријата, сакаш да дојдеш и ти? Не, немам апетит, благодарам. Во ред, нема долго да се задржам, не се грижи. Ти гледај се во кефот, немој да брзаш. Јас тука ќе бидам, добро? Во ред. Како си? Добро сум. Ако не се смета шокот што го доживеав, не е лошо. Многу се загрижив за тебе, Берен. Всушност сите се загриживме, не? Нема зошто да се грижите. Една обична несреќа. Не е обична несреќа, Берен. Среќа е што ништо не ти се искрши. Или што не си умрела. Ти зошто чекаше до сега? Зарем помисли дека ќе си одам додека ти тука лежиш вака болна? Не ти кажа ли дека не е ништо сериозно?
За да ме нервираш, вака зборуваш сега, Берен. Цело утро не знаев што да зборувам и каде да гледам за да не покажам колку се грижам. Ке го загубев умот додека не дознав дека не е нешто страшно. Немој. Немој да се однесуваш како да не си важна за мене. Бидејќи ти не можеш да замислиш колку си вредна за мене. И ти си многу важен за мене, Али. Ке се видиме утре. Што се случи? Овој за нешто се налуди? Не знам. Само што влезе во собата, праша како сум и тогаш ти дојде. Знаеш ли дека со сати чекаше да влезе кај тебе? Немаше храброст бидејќи татко ми беше тука. Колку глупава. Али нема потреба да бара дозвола од татко ми за да ме види. Али нешто чувствува за тебе и јас вечерва се убедив во тоа. Не влезе за да не забележи татко ми. Премногу сум уморна за да ги сватам чувствата на Али. Берен, ти велам дека Али те сака. Зошто не те засега? Оваа несреќа на вистина те шокирала? И Берен нешто чувствува за мене. Нема смисла повеќе да се бориме. Што биде, нека биде. Шуле, Берен не дојде бидејќи е во болница. Зошто? Што се случи? Имала несреќа на градилиштето, што значи не се на јадење заедно со Али. Состојбата добре е? Добро била. Али сега сигурно е со неа во болницата. Знаеш ли во која болница се? Знам, се разбира дека нема да ти кажам. Веднаш би отишла таму, потоа ќе се посумневаат од каде си дознала. Ќе знаат дека јас сум ти кажала. Ти кажи ми, јас ке смислам нешто. Не може. Ајде да ти кажам дека попусто се трудиш. Нели гледаш Али не ти кажува каде е? Не ти кажува што прави, очигледно овие денови. Не се гледате баш многу, така изгледа. Ово, гледам почна памет да ми даваш, Нисрин. Не грижи се, јас не се трудам попусто. Ми спушти слушалка. Луда ли ова? Не вреди добар да си со неа. Глупава. Што се случи? Зошто си толку беснати? Ништо нема. Зборував со госпоѓата Султан. Мамо, таа жена е толку подла. Денес во градината рече дека воопшто не е грижа, а кога останавме сами рече дека ќе не изфрли од куќава. Јас ништо сега не разбирам. Зошто овие се задеваат вака со тебе? Аман, што знам пак јас, толку ми здодеа се това. Таа изгубената мисли дека може да се справи со мене. Ама мене ова ништо не ми е јасно. Зошто таа така различно се однесува пред другите со тебе и пред тебе? Вака да ти објаснам. Сега, нели неа ја обвинуваат за тоа што ја изфрлија Ипек? Па таа мисли дека никој нема да забележи ако и нас не изфрли, сака работата скришно да си ја заврши. Ама јас зарем нема да разберам? Секако. И таа разбрала? Што разбрала таа? Дека ти сакаш да го заведеш господинот Керим. Мамо, јас колку пати ќе ти кажам дека нема такво нешто, зошто настојуваш да повторуваш едно исто? Види, ваму ти си ми керка, и јас многу добро знам што матиш ти, каде одиш и што размислуваш. Тоа ти го реков и кога изгоре до градбата. Тебе сега постојано Керим ти шета низ главата, така? Јас тебе многу добро те познавам, мамо. Толку добро знам дека имаш илјадници мисли во главата, ама немаш ниту малку храброст да го кажеш тоа, ниту малку храброст. Луда ли си, мати? Јас со што да ти се плашам? Ти си моја керка, јас те родив тебе. Но знај го и ова, што и да направиш, кој пат да го избереш, јас секогаш ќе бидам со тебе.
шеташе малку? Да. Вчера воопшто не заспав. И наутро не можев да издржам повеќе, па излегов надвор да истрчам малку, тоа ми требаше. И јас воопшто не заспав. Да и се случеше вчера нешто на Берен, јас ке полудев. Да. Девојката можеше вратот да си го скрши. Животот ни виси на конец. Една малечка грешка и готово. Зборував со Хасан веќе. Ќе го отпуштат надзорникот. И онака колку што знам веќе подолго време не работи. Како што треба и оваа неодговорност не смее да остане неказнета. Одамна ќе одев да извршам контрола, ама не најдов прилика едноставно. Како и да е, ајде истуширај се пред да настинеш. Во ред. Ај, како заборавив јас. Што заборави? Денес нели требаше да одиме кај Фарук, ти текнува? Ама сега вака не можеме да одиме. Ама едно друго никако да отидеме кај човекот дома, Селда. Ама тоа сега воопшто не е важно, а и исти муабети се прават таму да ги венчаме нашиот син со керкави. Како и да е. Во ред. Јас ќе влезам сега да се истуширам, ти ќе ги побараш да им кажеш дека не одиме таму. Бројот го има во мојот телефон, душо ќе го најдеш, во ред? Ама не можам јас да ги барам. Селда, ќе се јавиш ли да им кажеш дека не можеме да одиме, те молам? Знаеш дека јас ако се јавам ќе ме задржи 2 часа на телефон, буквално. Добро, тогаш ќе ги барам од твојот телефон. А зошто? Добро, во ред, не е важно, ајде истуширај се, јас ќе средам се душа. Ако требаше јас да се јавам досега 50 пати ќе се јавев, свесна си, нели? Не ми се верува. Добро утро. Добро утро. Да помогнам ли во домашните работи или да подготвам појадок? Од тебе не сакам никаква помош во работата, Несрин. Свесна сум дека си неистрехна и дека не сакаш да работиш. Од сега натаму за дневните работи ќе земеме помош од надвор. Јас што ќе правам тогаш? Не знам. Ти си знаеш како ќе си го пројдеш времето, така? Ипек. Добро утро, тето Меријам. Добро утро, Несрин. Добре дојде. Што е ова да не одиш во црква? Продолжуваш со отровните коментари, добро е тоа. Значи се враќаш во нормала. Одлично. Се чувствувам виновна јас, затоа што избегав како да сум кукавица. И не можев да си простам затоа што не направив ништо срамно, а си отидов. Нели вчера и онака ти беше слободен ден? Да. Во ред, нема проблем. Ќе разговараме кога ќе се симна госпоѓата Селда. Тето Меријам, како е госпоѓица Берен? Од каде слушна? Синан ли ти кажа? Пардон. Само онака го реков тоа. Несрин, не е ни пријатна шегата. Гледам дека и ти и мајка ти си верувате во своите лаги што ги креирате. Ипек, види, јас со мајка ми разговарав за тебе и многу и се налутив. Ама каде што има дим, има и оган, нели? Не почнувајте повторно. Од каде слушна за несреќата? Ба тоа ли дојде да ме види, потоа доби веста за несреќата и затоа отидовме заедно во болница. Берен е добро, наскоро ќе дојдат со това. Тето Меријам, ќе го оставам куферот и ќе се вратам. Ај, дај Боже да ни се јави. Ало? Добро утро, Фарук, јас сум Селда. Добро утро, Селда. Керим сега е зафатен, затоа јас морав да ви се јавам. Знам дека не би ми се јавила ако ти не мораш. Сакав да кажам дека денес нема да можеме да дојдеме кај вас. Извинете, вака доцна што ве барам, ама... Требаше да претпоставам дека ќе се исплашиш и нема да дојдеш.
Вечера со тебе е последно нешто што би го посакала во животов. И не се јавувам за да измислам изговор. Берен доживеа несреќа на градилиштето. На градилиштето ли? Да. Се надевам не е нешто сериозно. Не, денес ќе ја пуштат од болница. Со помин нека е. Ќе му се јавам на Керим во текот на денот. Не разбирам зошто постојано настојуваш со Керим да јадеме семејно кога не сакам јас. Ќе ти го запишам бројот, Селда. Сакам со тебе да поразговарам. Ај, немој случајно да си направил такво нешто затоа што јас не сакам. Епа, ајде, остани ми со здравје, Селда. Ама ти мене не ме слушаш. Ај, види проклетник. Ми спушти туку така. Берен дојде. Дај, Керко, дај. И нас не исплаши, Берен, мила. Паднав на 4 ноза како мачка, тетко Мерием. Господа ве сочува од полошо. Што работа имаше ти таму, а? Ја урочија мојата убава Керка. Ми се случи нешто што се случува еднаш на 1000 пати. Берен дојде. Ја видов. Да видиш Мерием каков подлизур кој, како трчаше по неа. И на кој Ипек си дојде? И Ипек ли си дојде? Ај, колку безобразна девојка. Султан нема да дозволи да остане како што си дошла, така ќе си отиде. Воопшто не мислам така, мамо. Дури и да знаеш го испратила Али дома кај неа за да ја донесе тука. Ај, море, колку среќна девојка. Има ли нешто да се прави за појадок? Јас ја прашав Меријам, ама таа рече од сега натаму од вас не сакам никаква работа. Ај, чудно. Порано те викаше за секаква и најмала работа, а сега тоа го вели, така ли? Од сега натаму и тебе немало да ти дава никаква работа. За чистење повикала помош од надвор, ки помагале други. Од надвор ли ке дошла жена на помош? Ај, зошто Ипек се врати ете? Ние ги правевме сите работи. Ама мамо, не ли разбираш? Си мисли дека се покажува пред Султан. Сака да каже, гледате господје Султан, овие дома не работат и јас морам да барам помош од надвор. Ако тоа го направи, господинот Керим ке не истерал од дома, така си мислете. И што ќе правиме сега? Како што ќе правиме? Ќе оставиме, ќе видиме што ќе биде. Да оставиме ли? Што зборуваш ти? Ти си таа што сака да остане тука, а не јас. Ќе најдеш решение. Ипек, не знам дека си овде. Ако дозволите, сакам да се вратам на работа. Се разбира. Внимавај како се однесуваш од сега. Нема да се повтори. Видете, ми беше тешко да ме кривите за нешто што не сум го направила. Разбирам јас и знам дека имаш потреба од работа, ама ако сакаш да се заштитиш во животот, гордоста ќе оставиме настрана. Се живее ли без гордост? Се разбира се живее, ама мора да си има мерка, нели е така? Добре дојде душа. Добро ве најдов. Ке дојде вчера вечер, но Керим ми рече не доаѓај. Добро си сторила, бабо, попусто ке се измачеше. Видите, и нашата бегалка била тука. Со помин нека вие, Ти госпогица. благодарам, да си ми жива, Ипек. Ајде да влеземе веќе внатре, јас многу се уморив. Се разбира да влеземе. Керим нели е разбуден? Јас кога слегував, тој се тушираше. Недостасува ли нешто за појадок да подготвиме? Не. Јас ќе послушам чај и кафе, а вие појадокот тука подгответе го. Тето Меријам, додека правите подготовка за појадок, јас ќе си ги средам работите. Мамо, види, од сега натаму немој случајно да и се мешаш на Ипек. Ке биде подобро едно време да не се задеваме со домашните. Аманде, што сакаат нека прават? Само тие тебе да не ти се мешаат.
Туба, те побарав тебе мислејќи дека Берен нема да ми се јави. Каква е состојбата, добре? Воред, тогаш и јас ќе дојдам наскоро. Сега некој звони на врата. Морам да исклучам, подоцна ќе зборуваме. Адресата е овде. Ај, дај Боже да даеше да е сама дома. Да даеше? Емине, ти што бараш тука? Јас многу се загрижив за Ипек. Ајде дојди. Не ми замирува и дојду вака ненајавено. Ако душо, ајде дојди. Сама ли си? Ако прашуваш за Хазим, нема никој, ајде дојди. Забележуваш колку си погруб со мене во последно време? Јас не се сеќавам дека сум бил груб кон тебе, Шуле. Па еве ќе те потсетам сега. Кога и да дојдам се однесуваш како да сум ти расипала некој план, зарем тоа не е грубост? Дали си свесен дека веќе 3 месеци ние сме љубовници? Има нешто поприродно отколку заедно да го поминуваме времето? Воред, во права си. Ама види, Шуле, јас сум дошол ли некогаш кај тебе додека работиш? Јас колку што добро се сеќавам, јас и ти се договоривме, уште на почетокот дека нашата љубовна врска нема да ја вознемирува нашата работа. Во ред, во право си, али? Ама во последно време многу ме игнорираш. Јас, штом немам работа, веднаш трчам кај тебе, ама ти никогаш не го правиш тоа за мене. Несреќите на работа ете вака настануваат буквално, или поради алчноста на преамбициозните газди, или поради лошото работење на вработените. Сега, за жал, нашава настана поради лошата работа на вработените. Вакво нешто не смее да се случи. Зошто не ја покриле дупката? Занемарени дупки се најголема причина за несреќи на работа, мама. Што велите повеќе да ја затвориме таа несреќна тема? Ајде да предеме на појадок, ќе стане пладне. Селда, ти го побарали, Фарук, кажи ми? Точно, ќе одевме кај него на јадење. Мајка ти требаше да му се јави да му каже дека не можеме да одиме, ама... Му кажавте ли на Али да не отиде сега кај човекот? Не, Душо, рече дека тука ќе дојде. Сигурно не би отишол без да го праша татко ми? Али тука ли ќе дојде сега? Да, посети Берен. Да го повикавте момчето на појадок? Не помислив, тато. И така е веќе доцна, Керим, ќе го чекаме и Али. Кога некој рано се поканува, се повикува и на појадок. Ке кажеме на Меријам да стави чај. Мајка ми е во право. Ќе дојде за 5-10 минути, нема да доцни сигурно. Јас телефонот во спалната ли го заборавив, не ми текнува каде ми е. Откако го бара Фарук, мислам господинот Фарук, ти го остави во собата, таму е. Воред. Керко, не се мурти за гости. Берен, ако сакаш да појадуваш, веднаш оди во соба. Добро сум, мамо, добро сум. Остави ја, нека ни биде пред очи. Ти благодарам многу. Молам. Ќе одиш ли некаде? Постојано гледаш на часовникот. Да, Шуле. Ќе одам кај чичко ми Керим. Колку убаво. Ќе дојдам и јас. Господја Силда ми рече да одам кога и да посекам да ги посетувам. Шуле, Берен вчера доживеа несреќа. Собрекајна несреќа? Не, на градилиштето. Добра е, пред малку ја донеле дома. Ништо не е сериозно, така? Мислам, нема ништо сериозно, ама секако сите сме вознемирени. Се разбира дека си вознемирен, али? Берен ти е тебе како сестра. Значи ќе одам во посета на болен човек, Шуле. Да дојдам и јас да ја посетам, да не ја мислам.
Шуле мила, нема потреба да создаваме мешаници. Мешаница, велиш? Али ќудевме само двајца. Освен тоа, господинот Керим и господја Селда личат на многу гостолюбиви. Во ред, кога веќе толку настојуваш, само треба да се пресоблечам, а ти појадуваш ли нешто, Шуле? Зошто прашуваш? Јас не стигнав да појадувам. Велам пред да одиме да седнеме некаде. И да поразговараме и да појадуваме. Всушност, и јас сакав да поразговарам нешто со тебе, Али. Затоа сум овде толку рано. Зашто? Ако сакаш прво да одиме да видиме Берен, ќе разговараме подоцна. Не, сега би било подобро да зборуваме. Само момент, Чичко Кери ме бара. Молам, Чичко. Не, се уште не сме појадувале, Чичко, но вие не чекајте. Кажи му дека доаѓам и јас. Во ред, Чичко, веднаш доаѓаме. Шуле, какво е ова настојување, а? Знаеш дека сакам големи семејства, нели? Наместо да одиме во кафуле, нели е подобро да бидеме со семејството? Види на што спаднаве. Перс да врзеш тука и тој ќе избега. Добре дојдовте. Седни, Хазим. Зборувавме ние со газдата, рекоа дека немаш оружје. А колку пати ви кажав дека оружјето е дома? Жена ми го сокрила, заина е, таква е. Вчера ја превртивме куќата. Нема никакво оружје. Жената е очигледно сиромава. Не верувам дека е кај неа. Та, знаете само што змија е таа. Само јас се разбирам од нејзиниот отров. Ако ми верувате, луѓе, не се грижите вие, јас ке го најдам и ќе ви го предадам оружјето. Тоа не е моје да си го држам за себе. Дај Боже да биде така. Како ти е ногата? Добро. Можеш ли да возиш? Во ред тогаш. Вечерва има транспорт. Тебе нема да ти е исплатено. Ама... Нема, Хазим. Најди го оружјето и ќе ги добиеш сите заработени пари. Немој да си сгрешил нешто, инаку ќе останеш тука! Ама ти се молам, можно ли е такво нешто? Јас немам ниту скршена пара. Да ми дадете малку аванс, како сакате. Не се грижи, ќе покриеме се. Докажи дека си доверлив и ќе ти даде газдата некоја друга работа. Каква? Газдата си има загледано во една девојка. Ке те испрати да ја следиш. Работи во богата куќа. Ако вечерва тивко ја завршиш работата, може да ја добиеш таа работа. Во ред може. Тоа што вечерва нема да ти плати е да те тестира. Да знаеш тоа. Благодарам. Хајде, пријатен ден. Да не сум ви слуга, бе, јас, а? Мори, Ајше, се што ми се случува, се е поради тебе. Ако не ти наплатам, за сето ова е да не ме викаат, Хазим да не ме викаат. Ќе ме научиш ти кој... Си имала многу среќа, Берен. Да, така се случи. Имаш среќа што имаш толку големо семејство, а види ме мене. Ако нешто мене ми се случи, нема кој да ми дојде на помош, никој. Рече дека имаш мајка, Шуле. Мајка ми живее надвор од градов. Малку е нетрпелива со мене. Не верувам дека ќе издржи покрај некој болен. Ах, кутра, девојко. Не е правило дека секоја мајка мора да биде полна со љубов и пожртвувана. Понекогаш е вака. Мамо? Што е? Навистина, каде е Синан? Изгледа не се симна од собата. Тоа момче зошто не појадува со нас кога е дома, не разбирам.
Јас си одам во собата. Ке го погледнам и синан. Ке дојдем и јас со тебе. Не се однесуве како да сум саката туба. Секако, ако не ми замерите. Какво замерување, Берен мила, ти не ни замерувај. Само што излезе од болница, камо да не дојдевме. Воопшто не вознемиривте. Јас се завршив со појадокот, да дојдам и јас со тебе. А и да даеше, да не се мачеше воопшто. Може ли така, душо, какво мачење, еден чај? Значи Ипек се врати на работа. Да. Нема да се исплашам и да избегам, рече. Не сакав да оди, но ете, отиде. Навистина, мене ми е многу жал за Ипек да даеше. И мене. Се е поради тие мајка и керка. Ја набедија керка ми. И не само тоа. Девојката очигледно не е спокојна ниту овде. Поради Хазим велиш, нели? Да. Тажно е. Девојката не е спокојна ниту дома, ниту на работа. Се до денес се трудев да направам се што можам за неа, но само толку успеав. Значи, толку се можностите што успеав да ги пружам. Потоа оној нерани мајкото Хази ми го пикнав во животот. Останатото го знаеш. Керка ми остана без дом, бе душа. Таа Хандан да сакаше можеше да и помогне, но не и помогна. Таа е лоша жена. Не знам. Може би не разбра што доживувам затоа што нема ни деца, затоа не знае. Благодарам што дојде до тука, Шуле. Може ли да поразговараме? Воопшто не ми е добро, Берен. Зошто? Што се случи? Изгледа Али размислува да ми раскина. Морам да разговарам со некој, инаку ќе полудам. Очигледно има некоја во неговиот живот. Кога се запознавме, Али беше со друга девојка. Ја остави и дојде со мене. Сега јас сум во истата ситуација. Ке ме напушти поради друга девојка. Од каде знаеш, душа? Може би... Јас не сум глупава и наивна, Берен. Тоа не е крајот на светот, Шуле. Се разбира дека е крај на светот. Јас сум бремена.